Кажи ми, колку се запознаен со тоа што го има Тиквеш и што Тиквеш го работеше минатата сезона? Па добро, нормално дека иако во моје отсуство јас го пратев првенството, ги пратев сите надпревари на ГРК Тиквеш, така да имам увид и во играчкиот потенцијал кој го имаше и минатата година. Нормално дека и како и во секоја екипа се има нели промени, оди на позитивно, оди на подобро. Амбициите на клубот заедно и со моите амбиции, нормално како сум ја еден амбициозен тренер, сакам да има еден компатибилен тим, еден тим кој би можел да направи навистина нешто во првенство. Минатата година оваа екипа беше на 5-то место го заврши пребарувањето, оваа година со овој играчки потенцијал и состав кој што го имаме секако дека ќе идеме на чекор плюс, зошто и на два чекора повеќе. Така да очекувам дека во моментот дека имаме ако би можел да рангирам по некој квалитет, имаме, може да кажам слободно дека имаме една трета екипа која е во македонското првенство, дека сме веднаш позади Вардар и Еврофарм. Сигурно дека ќе се обидеме и на домашен терен, како и на гостински, дека да ги изненадиме тие две екипи. Ако сме во можност, ако ни се укаже шанса, мислам дека можеме да изненадиме, мислам дека имаме тим, мислам дека можеме да направиме да оваа сезона ГРК Тиквеш потпомогнат со навијачите, потпомогнат и со нашите навијачи. Мислам дека можеме да направиме еден навистина добар успех, да се гордееме сите и да заклучиме дека оваа година е таа година каде што ние би требале да земеме еден добар залет и да создадеме еден хармоничен, еден силен тим кој би бил компатибилен, кој би можел да се носи со секоја не само македонска квалитетна екипа, него и со европските тимови. Целта секако дека и во наредната сезона да се избориме за едно од европските надпреварувања, така да другата, значи тој би бил некој чекор плюс каде што во наредната сезона би се обиделе да направиме една европска квалитетна екипа. 3+1 заселување стака ќе ги кажам, беа твои желби, ти ги бараш баш тие ракометари или? Па секако дека будно следевме што се случува на тржиштето на ракометниот трансфер маркет, нели. Во соработка со управата кој ме овозможи, ги донесовме овие играчи. Мислам дека е она што ни треба, значи не само тие некои ракометни квалитети, него гледавме да бидат тој добри момци, компатибилни кои би влегле во оваа екипа, кои би навистина би ни помогнале да дојдеме до она што ни носите цел, нели. Чекор повеќе од минатата година. За разлика од минатата година, мислам дека и можеме да со овој состав на играчи можеме да одиграме и повеќе некои системи во одбраната, значи можеме да бидеме поразноврсни. Нападот сигурно дека ќе добие една стабилност, веќе имаме двајца, тројца, четворица веќе стандардни играчи кои веќе ја знаат лигата. Го донесовме Бруновиќ кој е црногорски ретативец, кој веќе долго време во Македонија, ја знае лигата, бранеше за Охрид, така го познава нашиот менталитет, ја познава лигата, ги знае играчите, така да мислам дека тука добивме на уште еден квалитет, на уште еден играч и уште еден човек како особени човечки квалитети, позитивен човек, добивме квалитет плюс, така да мислам дека кога ќе оставиме сето тоа на хартија, сето тоа звучи убаво, ни преостануваат 5 недели да се подготвиме максимално добро, не очекуваат предизвици во шампионатот. Како ќе се одвива шампионатот, пак ќе кажам треба сето тоа да се уигра, сето тоа да се склопат сите коцкици, мислам дека од коло од направо дека ќе играме се подобри, поквалитетно. Мислам дека подготовките ќе се одвијаат овде во Кавадарци. Има ли веќе во план пријателски натпревари? Па искрено да ви кажам, гледајќи ги терените што ги има и можностите кои ни ги дава Кавадарци како град, мислам дека нема ни потреба да заминеме некаде на подготовки. Па и од економска гледна точка мислам дека тоа е зашто да не останеме тука, мислам дека е позитивно. Веќе за 12 јас се обидов да закажам противници во почетокот кои ќе би биле послаб квалитет, полека да можеме ние да се воигруваме и обично кога комуницирав со тренерите и со ние организатори на утакмиците секогаш настојувавме да тие одиграме во Кавадарци. Значи веќе на 12 играме во Кавадарци со Куманово, на 19 играме со Повардарија, исто така кај нас во Кавадарци. Вардар Неготино, пардон. И на 20 треба да одиграме со една косовска екипа која е на пропатување тука. Потоа одиме на турнирот кој е Миле Нешковски, на Крстен Доновски одиме на турнирот во Охрид. Така и таму ќе имаме два надпревари квалитетни, мислам дека горе доле во преговори сме со уште еден атрактивен противник кој би бил како еден шлаг на тортата кој би го одиграле пред самиот почеток некаде таму при крајот на месец август. Така да мислам дека горе доле како што е зацртано сето тој план, мислам дека ако го оствариме, нели како што ќе биде, мислам дека ќе се подготвиме одлично за она што ни престои во наредниот период. Секоја организација која што живее, која што функционира, треба да стреми кон напредок.
овој клуб во изминатите неколку години очигледно остварува напредок и на играчки и на организационен план, па се надеваме дека и оваа сезона ќе биде исчекор напред во тој правец. За таа цел ние сметам дека направивме прво добра работа околу ангажирањето на новиот тренер. Како што кажавте, наш нов стратег во следната сезона ќе биде поранешниот селектор на македонската ракометна репрезентација, Данил Брестовац, наш прославен голман. И мислам дека на местото на оние 4 играчи кои што заминаа, донесовме 4 нови играчи кои се надевам, и тоа се проекции на тренерот, дека значително ќе придонесат за подигањето на квалитетот на тимот. Морам да кажам дека за разлика од минатата година, сега бидејќи се игра во 2 групи, очигледно ќе биде многу поинтересен пролетниот дел од сезоната за публиката, бидејќи тогаш ќе се игра плей-офот и тие 8 екипи кои што веројатно отскокнуваат од остатокот од лигата. Меѓутоа, нас ќе ни биде потребна една помош, ќе ни биде потребно едно признание. Знаете, присуството на публиката е сепак некој вид на признание за тоа што го работите. Колку повеќе публика има, значи толку повеќе вредите и го заслужувате вниманието. Па во тој контекст јас ја повикувам публиката и во првиот дел од сезоната, кога објективно ќе има средби и со послаби екипи, да дојдат во што поголем број, да ја поддржат оваа екипа и да се создаде еден, да речам, една навика на гледање на ракомет. Ракометот оваа година ќе биде квалитетен во Кавадарци. Мислам дека овој тим, овие играчи кои што го сочинуваат тимот, имаат квалитет за да привлечат внимание и да ги задоволат вкусовите на кавадаречката ракометна публика. Бензинска пумпа ДМД Оил.